Përshëndetje të gjithëve. Java e fundit e prillit është java e imunizimit. Dhe pikërisht sot do të flasim për vaksina dhe imunizimin që duhet ta kryejnë të gjithë prindrit me fëmijët e tyre që kur lindin deri në moshën madhore. Ndonjëherë vaksinat mund t'i marrim edhe pas moshës 18 vjeçare, varësisht se cila vaksinë është e nevojshme për organizmin ton apo për të na mbrojtur nga ndonjë sëmundje. Ne sot do të flasim se përse nuk duhet të besojmë gjithçka çka dëgjojmë për vaksina dhe përse duhet ju besojmë më shumë mjekëve dhe më shumë fakteve shkencore, apo mjekësisë së bazuar në fakte siç kanë qejf të thonë të gjithë mjekët. Me ne në studio për të diskutuar mbi imunizimin, vaksinat dhe të gjitha mitet që ekzistojnë rreth tyre, kemi të ftuar dr. Katarina Stavrić, pediatër, imunolog od Medicinski fakultet Skopje. Добре. Благодарам на поканата. Професор, ке чест ми е да ви имам денеска тука да разговараме на една тема на која многу се разговара, но сепак има многу заблуди поради митовите кои веќе многу луѓе веруваат во нив. Ајде тогаш да ги разбиеме со оваа емисија. Пример, неколку митови кои постојат за имунизација. Да објасниме на почеток што значи тоа имунизација? Па имунизација со имунизацијата всушност здравите деца тоа е најдобрата јавноздравствена мерка која што се спроведува, примерна превентивна мерка со која што здравите деца се заштитуваат да останат здрави, да не се разболат. Навистина ние може да се пофалиме дека имаме европски календар на имунизација, да сите оние вакцини кои што во европските земји постојат и кај нас. Веќе 50 години, да речам, се спроведува имунизацијата и навистина сме постигнале огромни резултати во поглед на тоа да одредени болести сме ги елиминирале. Меѓутоа, веројатно, тоа што веќе не ги гледаме тие заболувања, забораваат младите генерации на родители кои све последици може да ги предизвикаат тие болести и тоа влијае на нивните одлуки дали да ги вакцинираат или да не ги вакцинираат нивните деца. Иако имунизацијата во Македонија е задолжителна, што значи дека сите деца од 0 до 18 години треба задолжително да се вакцинираат со вакцините кои што се пропишани во нашиот календар за имунизација. Но сепак во последните години гледаме ниска стапка на имунизација. Се уште не сме го постигнале тој процентот или бројката која е неопходна за да кажеме дека имаме доволен број од популацијата вакцинирана. Да, за жал ковид пандемијата влијаеше на офатот и ако пред пандемијата со ковид имавме навистина за повеќето вакцини, офат над 90-95, што обезбедува еден колективен имунитет. Сега, еве последните 2 години, јако многу работиме на и со здравствените работници кои што работат на вакцинација, меѓутоа и со населението, да се зголеми офатот, некако тешко ни оди. Се уште го немаме тој колективен имунитет постигнато, значи офатот е под 90% за сите вакцини. А особено не загрижува МРП вакцината, која што е негде околу 70%. И ХПВ некако стоиме на она 50% на офат. Жалосно е. Значи веќе 15 години ја имаме задолжителна таа вакцина, а никако да го зголемиме офатот. Сега од оваа година може да се од 2024 всушност и момчињата и девојчињата може да се вакцинираат против ХПВ вирусот. Да, од септември 2024 година се донесе одлука да фактички и момчињата се вакцинираат, и девојчињата и момчињата на 12 годишна возраст со примање на 2 дози. И еве, од септември се почна и можам да кажам дека навистина одзивот на момчињата е, на родителите кои што ги вакцинираат момчињата е навистина добар. Така да се надевам дека тоа ќе ги потикне и родителите и девојчињата да ги вакцинираат, односно да не ја одложуваат вакцинацијата. Но зошто тогаш одбиваат родителите кога се знае пример дека ХПВ вирусот се пренесува преку сексуален пат
и девојчињата кои ја примаат вакцината и момчињата, тогаш имаме поголема опфатност и подобро се заштитени против разни болести, вклучувајќи тука рак на грло на матка, но не само тоа, има и орофарингеален рак и други ракови кои и момчињата може да заболат од нив. Да, веќе кога збориме за ХПВ вакцина, се зборува како вакцина која превенира канцер, односно рак. И не е тоа само кај девојчињата, него и кај момчињата. Ние збориме за ракот на грло на матка кај девојчињата, меѓутоа има и други форми на рак што се јавуваат кај девојчињата, но исто така има и кај момчињата што се јавуваат одредени форми на рак. Така да со високиот офат на имунизација за ХПВ, фактички ќе можеме навистина драстично да ја намалиме инциденцата на овие канцери, на овие ракови во наредните. Ние можеби не го гледаме сега ефектот од оваа вакцина, меѓутоа веќе го гледаме, затоа што оваа вакцина во Македонија е воведена пред 15 години. Значи, веќе тие девојчиња кои тогаш на 15 години биле вакцинирани, 12-15, сега се веќе жени на 30 години во репродуктивен период и веќе они можат да го осетат бенефитот од тоа што се вакцинирали, што се заштитиле, затоа што во разговор со гинеколозите навистина они споделуваат фрапантни резултати дека на се помлада и помлада возраст се појавува ракот на грло на матка. И начин на превенција е вакцината. Една од начините, значи останува и понатаму оној скрининг што треба да се прави, меѓутоа да, затоа што со ХПВ вакцината 90, посебно сега од септември ја воведовме 9-валентната вакцина на ХПВ. Значи 90% од соевите кои што предизвикуваат канцер, рак, се покриени со оваа 9-валентна вакцина. Зошто тогаш се плашат родителите? Може би тие слушаат некои работи кои не се вистините. Дали вие може да ни кажете од што се плашат најмногу и еве на пример да им помогнеме, да им кажеме дека тоа не е вистина? Па еден од тие дезинформации и митови дека е многу рано, зашто на 12 години. Меѓутоа има повеќе научни докази зашто на 12 години, затоа што всушност вакцината се препорачува од 9 години може да се вакцинира. Ние сме решиле во нашата земја да ги вакцинираме на 12 години. Научните трудови покажуваат дека на 12 години е најсилен имунолошкиот одговор што го создава организмот на ХПВ вакцина. Како што реков, ХПВ вакцина се дава 2 дози. Значи, кои што се дават на растојание од 6 месеци. И дури и по втората доза потребно е одреден период од 6 месеци до година дена за да организмот го постигне она ниво на заштита кое што долгорочно ќе го заштитува. Фактот што веќе над 15 години се примаат 3 дози на вакцина зборува дека е потребна дополнителна доза на вакцина за да се постигне истиот имунолошки одговор како со 2 дози на 12 годишна возраст. Еден од митовите е нели дека децата не се на 12 годишна возраст сексуално активни. Вакцината нема врска со сексуалната активност, пак ќе речам со способноста да создаде имунолошки одговор. ХПВ вакцината реков дека штити од овие најчесто соеви кои што најчесто предизвикуваат. Таа не може да предизвика инфекција со ХПВ. Значи тоа е РНК вакцина со така да дел од протеинот кој што создава имунолошки одговор е во вакцината. Не може да предизвика инфекција кај лицето кое што ја прима вакцината. Така да тоа се најчесто дилемите што ги имаат родителите и многу често затоа што ние и овозможивме до крајот на 4-та година средно образование да учениците, да децата и момчињата и девојчињата, адолесцентите, возрастните ја примат оваа вакцина. Да веќе и на 18 години, 4-та година која се учениците сами носат одлука, значи не се више родителите тие кои носат, да можат они да донесат
одлука да решат да се вакцинираат со оваа вакцина. Доколку за тие што пред 15 години не била задолжителна и не постоела кај нас HPV вакцината, но тие кои сакат да се вакцинираат, а се повозрастни над 25 години до 30 години, дали може и тие да се вакцинираат во ова време? Тие може да се вакцинираат, меѓутоа веќе тоа не влегува во оваа бесплатна задолжителна имунизација. Доста е скапа. Мораме да кажеме дека ова е скапа вакцина и дека има акредитирани гинеколошки амбуланти каде што можат и возрастните да ја примат, односно да примат 3 дози на вакцина. Веќе и гинеколозите ја користат и HPV вакцината и како тераписки, значи кај жени каде што веќе е докажан некој стадиум ЦИН 1, 2, 3, веќе се препорачува да примат HPV вакцина како еден бустер кој што ќе го поттикне имунолошкиот систем за да може да се справи со HPV вирусот. Една од другите вакцини кои најчесто предизвикува заблуди, за кои најмногу постојат митови, е МРП вакцината и верувам дека тука сите родители се плашат за нивните деца, пошто се дава на помала возраст, особено пред децата да почнат да прозборуваат. Да, МРП вакцината, првата доза се прима на година дена, а втората доза во првата ревакцина се прима во прво оделение кога ќе се упишат дечињата. Многу дезинформации постојат тука, нели? Една од тие митови е дека МРП вакцината се поврзува со аутизмот. Доста често помеѓу родителите кружи да прозбори, да проводи и здравствените работници знаат тоа да го кажат, меѓутоа научни докази за тоа нема. Значи, толку е испитувана токму поради она несреќна студија која 1999 година е објавена со 12 случаеви и после тоа таа студија е повлечена, на докторот му е земена лиценца и сето, меѓутоа поттикна голем број на студии во овие 20 години и навистина ниедна од тие студии кои што се огромни, каде што имаме следење на деца од повеќе, да речеме од 12-15 години, не се покажа разлика во појавата, во инциденцата на аутизмот помеѓу деца кои што се вакцинирани и не се вакцинирани. Така да од тој аспект е безбедно и во поглед на зборувањето и во поглед на говорот. И самиот факт што оваа вакцина веќе 50 години се спроведува, истата таа вакцина е. А од друга страна сме свесни сите ние дека инциденцата на аутизам расте. Што значи дека други фактори се кои што влијаат на појавата на аутизам, а не е вакцината. Не е вакцината. И деца кои што имаат аутистичен спектар на пореметување, треба да се вакцинираат, нема да влијае вакцината на влошување на нивната здравствена состојба, затоа што на некој начин тоа се деца кои што често пати користат доста, да речам, здравствени сервиси, патуваат доста често, морбилите ни демнат. Значи во сите земји, посебно сега после ковидот, има мали епидемии, така да самото разболување од морбили може да доведе до драстично влошување и на здравствената состојба кај овие деца. Важно е да се заштитат. Значи секоја доза е важна. Треба да се примат 2 дози, затоа што една доза не дава целосна заштита. Негде студиите покажуваат дека околу 85% се постигнува заштита, а веќе со 2 дози таа заштита е над 95%. Меѓутоа, да бидеме реални, 100% заштита нема од ниедна вакцина. Тоа да им биде јасно на сите тие што не гледаш, 100% нема заштита од ништо. Може и вакциниран лице кое што е вакцинирано, редовно вакцинирано, да во даден момент во епидемии, да доколку дојде во контакт со предизвикувачот, да развие некоја лесна клиничка. Меѓутоа тоа ќе биде лесна клиничка слика
која што нема да остави последици по здравјето, која што нема да има потреба од хоспитализации и од дополнителни компликации. Да, затоа и не штити вакцината. Можеби за полесно да ги прележеме некои болести во полесна форма, особено која се работи за децата. Посебно во епидемии. Значи, ние имавме една епидемија на морбили 2018-19 година и морам да кажам, мислам, тоа е добро познат факт дека во тој период од 4-5 месеци се извакцинираа 45.000 деца. Кои што не беа вакцинирани. Благодарение на тоа, на вистина, ние постигнавме офат од 95. Меѓутоа, после дојде COVID пандемијата и некако после COVID пандемијата, некако родителите имаат доста дилеми генерално за вакцинација. Можам да кажам дека родители кои претходно редовно си ги вакцинирале по старите деца, сега се двоумат и затоа и треба да разговараме. Треба да разговараме и треба родителите, доколку имаат дилеми, ја би рекла, не по социјалните мрежи, не со родителите да дискутираат, меѓутоа да разговараат со здравствените работници, посебно со колегите кои што работат во вакциналните пунктови. Веќе сега имаме во сите здравствени домови педиатри, специјалисти, така да навистина се тоа колеги кои што го работат, ја работат превентивата, ја работат имунизацијата, ги следат сите новини и најкомпетентно може да им одговорат на сите прашања, дилеми што они ги имаат, да разговараат со нив. Вие, професорке, рековте дека многу од родителите или многу од нас, не само родителите, сме заборавиле на некои болести што веќе не постојат благодарение на вакцините. Кога се работи за МРП, не е само прашање тука за морбили. Има и други болести кои би можело да остават трајни и тешки последици за здравјето на едно дете. Тука се, значи ние ги избориме морбилите затоа што имавме таа епидемија и затоа што навистина остави влијание врз белодробното здравје. Најчесто пневмонијата беше таа и многу хоспитализации, многу хоспитализирани деца имавме во текот на епидемијата. Меѓутоа, тука е рубеолата и тука се заушките, паротитот. Значи, тоа се две заболувања. Рубеолата е многу значајна за млади жени, доколку останат бремени и се разболат од рубеола, ако не се вакцинирани, дојдат во контакт, тоа може да има последици по плодот, по нивниот плод, значи да се роди со одредени оштетувања, со одредени продени аномалии на срцето, на очите. Тука се заушките, што особено е важно за момчињата, затоа што прележувањето на заушките носи ризик, кај мал дел од нив, пак ќе речам, ретки се овие компликации, но постојат. Носи ризик во поглед на фертилноста, на тестисите и можноста за продуцирање на сперматозоиди. Така да не се тоа безаздени. Да, ќе помине болеста, ќе ја прележи детето, меѓутоа може да остави долготрајни последици. Знам дека многу има да се зборува за вакцините и за имунизацијата, меѓутоа мислам дека најважно е да разберат сите тие што не гледаат дека треба да разговарат со соодветно лице и не треба да веруваат во се што се пишува по социјалните медиуми. Да, тоа е пораката и пошто ова е неделата, Европската недела на имунизација, да не пропуштиме ни една вакцина, значи секоја вакцина ни е важна. Апел до родителите, проверете ги здравствените картони, вакциналните картони на вашите деца и доколку има некоја вакцина пропуштено, јавете се во превентивните тимови да го вакцинирате и да го заштитите вашето дете. Благодарам многу што бевте дел од нашата емисија. Благодарам на поканата. Шикувате нderuar, не ме кажете билим биседен ту, qëndroni me programet e televizionit Talsat. Bashkë miru pafshim.